koja godina, otvoren den, da li kažete vam sad vreme da drugite za денешниот настан. Благодарам. Задоволство ми е што и денеска имаме можност на овој значаен ден, важен настан, отворен ден на училиштето, кој што го организираме секоја година со цел да го привлечеме вниманието на девето одделенците, кои што сакаме да ги привлечеме и да овозможиме што поголем упис во нашето училиште. Како што знаете, во нашето училиште имаме застапено 3 струки: гимназиско образование со значи природно-математичко подрачје со А и Б комбинација, обштествено-хуманистичко исто со А и Б комбинација, и имаме 3 струки, тоа се угостителско-туристичката струка, дрвопреработувачката струка и текстилно-кожарската струка. Значи им посакувам на сите 9 одделенци да го направат вистинскиот избор и сметам дека за нив најдоброто е да го изберат Ацо Русковски во Беров. Ви благодарам. Прашаме уште едно прашање од претходните години. Нашите 9 одделенци што имаат највеќе интерес за која струка од типиката, да ни кажете, дали за туристичката или Да. Значи, како и секоја година, сметам дека најголем интерес учениците покажуваат во гимназиски паралелки, како што се застапени 3 паралелки имаме гимназиски, од кои што правиме комбинации, дали во природно-математичко или обштествено-хуманистичко. Меѓутоа, секако дека голем е интересот и за угостителско-туристичката струка, која што навистина е многу атрактивна, нуди можности за учениците за понатака, но се надевам дека и останатите 2 струки, како што е дрвопреработувачката, шумарско-дрвопреработувачката, е навистина една многу интересна струка во која учениците секако нема да изберат да сечат дрва, туку да ги прават и уредуваат внатрешните простори, да прават мебел, да моделираат и сето тоа значи да биде дел од нивната струка што понатака ќе ја изберат. Исто така и текстилно-кожарската струка е многу интересна струка во која што се надевам во иднина ќе можеме да отвориме, да речеме и една малку попроширена работа во која што ќе можат да ги покажат своите вистински модни способности и креативности. И исто така можам да кажам со право дека и од 3 струки имаат прооднос на сите факултети. Така да 4-годишното образование им нуди можност да се запишаат на било кој факултет со исклучок на некои поспецифични како што се медицина или некои поспецифични факултети. И благодарам и јас.
основните училишта, почитувани родители. Пред се, сакам да ви посакам топло добредојде и да ви се заблагодарам за вашето присуство. Драги ученици и средношколци, вие денес се наоѓате на една крстосница и сигурно се прашувате што понатаму. Спомените од вашето детство ќе останат за секогаш врежани во вашите срца и секогаш ќе ги носите со вас. Но сега сте на патот кон зрелоста, пат кој со себе носи уште повеќе убавини, нови искуства, соништа, мечти. Се разбира, овој пат со себе ќе носи подеми, но и падови, ама вие треба никогаш да не се откажувате, туку со сета своја сила да идете напред кон нови победи и да тежнеете кон она на љубавото. Почитувани представници на Биро за развој на образование, господин Зоран Мазновски, почитувани професори, почитувани наставници, драги ученици, добри ми дојдовте на овој многу значаен и важен настан за нашето училиште. Чест и задоволство ми е што денес сме домакини на еден важен настан на кој ќе имате можност да остварите непосредна комуникација со наставниот кадар, со педагошко-психолошката служба во училиштето, како и да ги разгледате просторните услови во кои се надевам дека ќе обстојувате сите овие 4 години. Овде сме да ви представиме што се можете да научите во предстојниот период доколку изберете да се запишете во нашето училиште Ацо Русковски. Ние сме училиште со традиција, отворено за нови идеи, кои поттикнуваат индивидуалност, креативност, дисциплина и култура, повисоки интелектуални особености и образование кој што ќе одговара на вашите животни предизвици. Сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време и да ви посакам да се чувствувате пријатно а овој ден нека биде почеток во остварување на вашите желби во понатамошното образование. Добре ми дојдовте и ви благодарам за присуството. Ние сме ученици во Обштествено-хуманистичко подрачје комбинација А. Обштествено-хуманистичко подрачје комбинација А е истинскиот избор за вас. Тука ќе се изградите во креативни и морални личности кои ќе се интегрираат во современото општество и ќе бидете оспособени за живот и работа во средината во која живееме. Нашата мисија е да ја препознаваме индивидуалноста која мора да биде во корелација со тимската работа, која поттикнува креативност и создава квалитет. Изборни предмети кои се изучуваат во ова подрачје се вовед во право, социологија, историја, логика, економија, менеджмент и латински јазик. Доколку сакате да бидете успешни економисти од областта на финансиите, маркетингот, сметководството, да ги реализирате вашите бизнес идеи во успешни бизнеси и да станете препознатливи предприемачи, иноватори или пак правници, ова е истинското подрачје за вас. Обштествено-хуманистичко подрачје комбинација А. Ова подрачје овозможува остварување на вашите бизнес идеи преку раководење на ученичка кампања, учество на национални и европски надпревари, можност за сертификација за стекнати предприемачки вештини, представување на вашите бизнес идеи на кампови за иновации, проследени со многу дружења и патувања со ученици од училишта низ Македонија. Изберете го обштественото хуманистичко подрачје комбинација А. Тука ги одбројуваме учеството на иновативни кампови кои се дел од програмата на Junior Achievement Македонија, кои се пак дел од глобалната мрежа, преку која може да се работувате со луѓето од целиот свет.
Исто така учествува во програмата на женското предприемаштво Girls Goal Circular, со што се добива сертификат кој е меѓународен признат. Upshift предизвици на кои ќе имате можност да ги покажете вашите креативни идеи и да освоите вредни награди. Преку изучувањето на економијата, менеджментот, бизнисот и предприемаштвото инвестирате во самите себе, а и во вашата иднина. А таквата инвестиција е највредна, бидејќи ќе научите многу за тоа како да се снајдете во ова време во кое живееме. Корените на образованието се горки, но плодовите се сладки. Затоа секојдневно треба да инвестирате во градење на вашата иднина, а доколку се запишете во ова подрачје, не треба да мислите на тоа, бидејќи вашата иднина е регламентирана. За крај, ние како ученици од училиште и во оваа насока, топло ви препорачуваме да бидете дел од ова семејство и ви охрабрувам да се запишете општествено-хуманистичко подрачје комбинација А, за да ги искусите убавините на средношколските делови по најдобро свет. Ученици од гимназиско образование, општествено-хуманистичко подрачје комбинација Б. Почитувани ученици, деветоделенци, може би вашата животна желба е да бидете психолог и да ја проучувате душата на човекот, или може би педагог, да го знаете се за воспитанието и развојот на детето, или пак дефектолог, социолог или социјален работник. Може би да интересира филозофијата и историјата или ви е омилена уметноста. Ако тоа се ваши желби и афинитети, тогаш вашиот вистински избор е општествено-хуманистичко подрачје комбинација Б. Така ќе изградите вашата животна и професионална приказна со која ќе се гордеете како инди психолози, педагози, дефектолози, социолози, социјални работници, филозофи, историчари, уметници. Ви посакуваме вашите интереси и желби да станете на успешна реалност токму во нашето училиште. Добре дојдовте на штандот за природно-математичките науки. Јас сум Елена. А јас сум Кристин. Ние сме ученици од 2 година. Природно-математичко подрачје комбинација А беше идеална за нашите интереси за понатомошно образование. Веруваме дека оваа комбинација ПМА вам, деветоделенци, ви нуди огромни можности за своите кариерни остварувања. Во оваа комбинација најголемо внимание се посветува на физиката, математиката и информатиката. Овие основни науки ни се потребни за живеење во ова современо и технолошко напредно општество. Со брилјантно спојување на овие науки имате поголеми шанси за студирање на следниве факултети: електротехнички факултет, градежен факултет, архитектонски факултет, машински факултет, како и природно-математичките факултети: информатика, математика и физика. Учествуваме во различни регионални, државни и меѓународни надпревари, на кои постигнуваме врвни резултати. Најголема мотивација и подршка добиваме од нашите професори и ментори кои несебично се залагаат за нас. Практично, преку експерименти, ќе ги запознаете на интересните страни на математиката, физиката и информатиката. Ве повикуваме да го продолжите вашето образование во ово училиште и да го одберете нашето подрачје. Природно-математичко подрачје комбинација А. Се надеваме дека ќе се дружиме и заедно ќе постигнеме одлични резултати. А сега ве поканувам во кабинетот по физика, каде има огромен број на инструменти кои ќе ви дадат вистински поглед на светот во кој живееме. Драги деветоделенци! Здраво, драги деветоделенци! Добре дојдовте на штандот на природни науки. Јас сум Александра. Јас сум Јована. Ние сме ученички од 3-та година, односно едни матуранти. Кога се завршивме со основното образование, немавме никаква дилема за тоа во кое подрачје да се запишеме. Природно-математичкото подрачје беше единствениот и најдобриот избор за нас, а веруваме и за вас. Учествуваме на големи број на надпревари, на кои што добиваме голем број на награди, пофалници и слично. А за сето тоа, најголема благодарност
и поддршка добиваме од нашите професори, односно ментори. Тие се најголема поддршка за нас и се секогаш тука за нас, за ваншколски и школски активности. Ние ви гарантираме дека сите часови ќе бидат исполнети со многу забава, извршување на многобројни експерименти, истражувања, многу дискусии и спроведување на многобројни анкети. При избирањето на природно-математичкото Б подрачје, вие понатаму со вашите факултети можете да продолжите на медицината, на генетиката, биофизиката, астрофизиката, физиката и многу други, како и на природно-математичкиот факултет со најразлични смерови. Ние сме многу задоволни од нашиот избор кој што го имаме направено. Исто така се гледаме понатаму како идни лекари, генетичари, фармацевти, универзитетски професори. А сето ова ни го овозможи нашето училиште Ацо Русковски. Средечни поздрави до вас, се надеваме дека ќе се дружиме и понатаму и дека ќе бидете дел и од нашиот тим. Добар ден на сите, еве се наоѓаме во средното училиште Ацо Русковски во Берово. Денес, како и секоја година, се организира отворен ден за училиштето, каде што ќе бидат представени насоките или смеровите кои што можат деветоделенците овде да ги учат. Ние сме ученици од угостителско-туристичката струка. Во оваа струка во нашето училиште застапени се следниви неколку профили: угостителски техничар и хотелско-ресторантски техничар. Зошто да се запишете во угостителско-туристичката струка? Затоа што можете да се стекнете со знаења, вештини и искуства кои се неопходни за вашата успешна и професионална идеја. Затоа што во текот на наставата ќе имате можност да учествувате во организација и реализација на студентски патувања, посети и различни екскурзии во напор од нашата држава, обезбедени преку Еразмус Плюс проектот. За потребите на нашето стручно образование опремана е работилница по готварство и кабинет по хотелско и ресторантско работење, каде што учениците успешно завршуваат својата практична настава. Во моето досегашно образование ние бевме учесници во многу проекти на превари и студентски патувања во странство. Ќе ги издвојам патувањето по практична обука во Даблин, Република Ирска, и проектот по кулинарско предприемништво во Јанина, Република Грција. Тоа за мене представуваше едно сосема поинако доживување и огромно животно искуство. Затоа, драги деветоделенци, доколку ви интересира хотелиерството, гастрономијата и ресторантското работење и доколку сакате да се стекнете со интернационална пракса и да добиете интернационален признан сертификат, слободно изберете туристичко-угостителската струка. Еве тоа беше туристичко-угостителската струка за која што има голем интерес во претходните години, а веруваме дека и оваа година ќе биде така. Сега сме во текстилно-кожарската струка. Која што е застапена многу години овде во нашето училиште, во гимназијата во Берово. Навистина, деветоделенците имаат голем број, имаат избор на голем број на струки во нашиот град. Добар ден и добро дојдовте на нашиот отворен ден. Секој од нас како единка има свој стил, знатлив и уникален. Тој стил на прв поглед го презумуваме преку облека. Облеката е таа која нас не одразува и разликува. Секој креирано парче облека се златова креација, обичен фетеш преку парче материјал, па преку времената рација на шивачите до парче облека. Нашиот профил е дел од тоа креирање и создавање уметност. Преку стекнување вештини за тргње, потоа стекнување на умешност за ширење и комбинирање на материјали и доготвени креации, кои ќе бидат дел од стилот на некоја личност. Нашата струка во основу Ацо Русковски е текстил, кожа и слични производи, а профилот на техничар за изработка на облека.
година школа живее по-добре. Едни от най-богатите и най-радовни во светот се собствениците на модните куќи, а нито на креаторите во нашата држава, кои убедено не им е лошо. Размислете добро за вашите имена, бидејќи кај нас учите странајци со кои потоа ќе можете добро да живеете. Ако поминете да студирате природности за сите факултети во државата, вие се гарантирани. Но доколку завршите образованието си средно, ниве добри вешини кои ќе ви служат без разлика да ще учите понатаму во живота. Затоа изберете креативност, вештина, уметност, креација. Ви благодарам за вниманието и во очекување во првиот описен робот. Ние сме ученици от прва и втора година от шумарско-здравопреработвачка струка со образовен профил техничарски мебел-интериер. Дуалната работа која државата финансира секој месец до 3500 дена. Учениците го бираат овој профил најчесто затоа што им овозможува да се запознаваат први со процесот на преработка и обработка на дрвото, како и начинот на цртање и проектирање и добивање на готов производ од самото дрво. Тоа го овозможуваат богатите шумски ресурси во Малишевијата. За време на учебната година посетуваме фабрики со кои имаме склучено договор за соработка, како учење преку работа, УПР и филијална пракса кај познати фирми и работодавачи, сите од Верова. Цели и предности од овој профил започување на собствен бизнис, поврзување на теоретска со практична настава, подготовка на учениците за вклучување во високо образование, работа во салон за мебел. Со завршувањето на образованието учениците се стекнуваат со диплома за квалификувани работници и за обработка на дрво целосно способни за работа. Доколку учениците од оваа струка се одлучат да го продолжат образованието, имаат можност да се запишат на сите факултети, освен медицина и дрвотехнолошките насоки. Погледнете горе на спратбе во посетите нашите качи со готови производи, изработени од нашите вредни ученици. Ебе, тоа беше презентацијата на струките во гимназијата Ацо Русковски во Берово. Организирана програма од страна на гимназијата, како и секоја година. Тука сме ние да ви пренесеме дел од активностите и од струките кои што ги има во нашиот град. Па еден апел до сите, деветооделенци, запишете се овде во нашата гимназија, бидејќи навистина има што и да научите и има избор. Сега ќе се префрлиме надвор, каде што има организирано мини забава од учениците од туристичко-угостителската струка. Наши ученици од гимназијата Ацо Русковски волонтираат во Црвениот крст на Република Македонија и еве сега имаат практична вежба каде што на деветооделенците ќе им покажат дел од нивните активности, како што е давање прва помош,
Еве тука се наоѓаме со ученици од гимназијата Ацо Рускоски, еве ќе ни кажат, ќе ни се представат која струка се и што денес ќе им прикажат на 9 оделенците кои што се на посета на отворениот ден. Добар ден, јас сум Евгенија Смаропулу Јас сум Бранко Вакански и ние сме ученици во ОСУ Ацо Рускоски Берово. Втора година сме и ние сме во комбинација природно-математичко А. Овде имаме инструменти од електростатика и од магнетна инфлуенца. Ова е хармонски тука е представено електрицитет по сотриење, кај што имаме оделување на позитивна и негативна струја, каде што има електрично празнење. Тука е представен електроскопот и при триење на пластична прачка во тканина ја неутрализируваме така што неутрализируваме и самиот електроскоп. Со допирање на главата на електроскопот се заземњува електричната струја и средината станува неутрална. Тука е представена магнетна индукција со помош на формирање на променливо магнетно поле и со тоа се формира електрична струја. Можете да видите дека тука засветува малце и самата сијаличка. Ова тука е количка која е направена да работи на електрична струја која доаѓа од соларната енергија и доколку има присуство на сончева светлина, тркалата се вртат. Навистина интересно од нашите ученици, па доколку сакате, еве ви прикажа неколку експерименти. Можете да се запишате токму на оваа струка во гимназијата Ацо Рускоски. Еве тука сме со учениците на угостителко од туристичката струка во гимназијата Ацо Рускоски во Берово. И еве сега ќе ги запрашаме учениците да ни се представат и да ни кажат за оваа струка малку повеќе. Јас сум Енида Алиевска, ученик во втора година во угостителско-туристичката струка во гимназијата Ацо Рускоски Берово. Ова се нашите штандови, подготвени од професорите, професорот Ангел Матеничарски и професорката Весна Ралповска. Ова се коктели, така? Да. Ова е штандот со подготвената храна. И апел до сите деветоделенци кои што сакаат да се запишаат во нашата струка. Moja lice sama i kada podne miri Belli kući i prada Sad mi kaže ko si bila i kada Odere ko si, da su banzini na pogledare Suga to pošla, iskata to zeza Pari ke se okolo i teza I kad me poglede kao da sam vezan Sve su pogetovani, jedan ne znam Временно
Kad